Книгата Гласот на животните, за која допрева авторот Марија Богатиновска, денешниот модератор на работилницата, подготвува промоција, е нејзиното најново дело. Одделенската наставничка од Основното општинско училиште Никола Карев со најбогат опус на издадени книжевни дела во нашата општина по завршувањето на денешната работилница во чест на Меѓународниот ден на литература за деца за телевизија Протел изјави. Како што каже и директорката на Домот на културата Марија Трајчевска, денеска организиравме работилница по повод 2 април, Меѓународниот ден на литература за деца и млади. И мислам дека работилницата помина прекрасно, дечињата имаа интеракција со мене, одговараа слободно на прашања, научија многу работи, што досега можеби не ги знаеле. Се запознаа со начинот како настанува една книга од идеја до реализација, значи од идејата на авторот, па како авторите во минатото користеле машини за пишување, како сега се користи компјутер за сета таа намена, па како потоа оди на компјутерска обработка, на печатење, па се до библиотека и книжарница. Учениците, односно учесниците на работилницата, исто така направија разлика помеѓу учебници и литература за деца, затоа што јас сум автор на учебници по македонски јазик за 3 и 5 одделение и едноставно научија да разграничуваат која е разликата помеѓу литература за деца и учебник. Тоа им беше така поинтересен момент. Исто така ги разгледаа сите мои книги што ги имам напишано како автор, а најинтересно од се им беше тоа што во нашиот град, односно во нивното училиште, постои автор што пишува токму литература за деца. Богатиновска, кога сме веќе кај авторот што пишува литература за деца, тоа сте нели вие. Деновиве излезе од печат вашата најнова книга за деца, Гласот на животните. Прекрасна илустрирана сликовница или како да кажеме книга за деца, која што ќе го заинтригира секој детенце кој што ќе ја фати во раце. Така, тоа е мојата 4-та книга, издадена во издавачката куќа Едукамак. Конкуриравме на годишниот конкурс во Министерството за култура и туризам и оваа книга помина на конкурсот, значи беше одбрана како книга вредна за финансирање од Министерството, така што можам да искажам благодарност до тие институции. Инаку во врска со книгата, тоа е книга со кратки раскази кои што се римувани. Еколошка порака носи книгата, односно ја буди свеста и совеста на читателите, на дечињата што ќе ја прочитаат, како треба да се однесуваат во врска со околината и како да ја чуваат нашата планета, затоа што тоа е негативните ефекти не ги чувствуваме само ние, туку ги чувствуваат и животните. Всушност во оваа книга животните зборуваат како нашето несовесно однесување влијае врз нивниот живот. Дејството се случува на 7 места, почнувајќи од школскиот двор, преку шумата, во џунглата, под морето, во пустината, потоа се селиме и на поларните предели и на крајот со тешката воздишка на ливадата завршува оваа книга. Многу е важно да се спомене дека екологијата, односно грижата за нашата околина е едно од најважните нешта за сите нас. Со оглед на тоа што разговорот го правиме нели на 2 април на Меѓународниот ден на литература за деца, која е вашата порака до сите оние кои што не гледаат? Пораката е дечињата што не знаат се уште сами да читаат, никогаш ще не заспиваат без да им се прочита приказна или расказ или песна пред заспивање. Родителите една задолжителна домашна задача за нив тоа да биде, а дечињата што знаат да читаат, да бидат мотивирани, односно поттикнати од своите родители, што е можно повеќе да читаат, затоа што сите знаеме дека книгата е отворен прозорец кон светот. Колку повеќе читаме, толку подобро е за нас.